Во Македонија се продава парацетамол кој содржи опасен вирус. Ова накусо е веста која неодамна ја прошири на Facebook жена што се представи како нутриционист. Подоцна стигна демант од Министерството за здравство со оценка дека ја напишал некој неук. Излезе дека е лажна, постот повеќе не постои, но случајот предизвика медиумско внимание. И покажа, по кој знае кој пат, дека не секоја информација треба да се земе здраво за готово. Станува збор за критичко размислување. Критичко размислување на содржините кои што ги добиваме преку различни извори на информации. Информациите не смееме слепо да веруваме во нив, туку мораме да ги проверуваме преку неколку извори на информации. Весна Никодиновска е експерт од Македонскиот институт за медиуми и укажува колку е важно граѓаните да ја развијат способноста да препознаат лага и манипулација од квалитетен новинарски производ. Затоа, според неа, најважно е медиумски писмениот граѓанин да се запраша прво кој ја креирал веста. Тоа може да биде новинар, може да биде граѓанин, блогер. Сите тие можат селективно, можат и субјективно, може да дадат свој субјективен приказ на информацијата или на веста. Па дури и новинарот во традиционалните медиуми може да има доза на субјективност во изборот на информациите што ќе влезат во веста. Натаму, вели, важно е да се знае кои техники се употребени за креирање на веста, како различни луѓе би можеле различно да ја разберат и конечно зошто одредена веста е испратена до публиката. Со други зборови, медиумски писмен граѓанин значи некој кој што откако ќе ги проследи информациите има способност да анализира, да ги процени па дури и самиот да креира пораки. Но како да се постигне тоа? Во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги објаснуваат дека најважно е образованието. Образовните институции од основното образование па нагоре сите и приватните образовни институции може да ја користат медиумската писменост како пристап, како начин на развивање на критичкото мислење кај децата од најрана возраст, затоа што токму тоа е она што сакаме да го добиеме со медиумската писменост, тоа се свесни граѓани кои што се подготвени и кои што знаат како критички да ги читаат медиумите. Таква е практиката и во Германија. И тука лежи клучот за медиумски писмен граѓанин, вели Борис Георгиевски, уредникот на македонската редакција на Дојче Веле. Но објаснува дека заслуга имаат и високите стандарди што ги поставуваат медиумите. Класични заштитни механизми нема, меѓутоа медиумите генерално и во образовниот процес и самите медиуми подоцна му обрнуваат големо внимание на тоа, нели, да постои една читачка култура, да има еден квалитетен медиумски производ кој што ќе остава впечаток кај граѓаните, кај читателите, кај публиката генерално, значи ќе гради еден имидж на пристојност, на добра комуникација и на квалитетни содржини. Значи апсолутно работи што недостасуваат на пример во Македонија. Сепак и кај нас се чини не е се така како што изгледа. Истражувањето што го спроведе лани Агенцијата за медиуми дава интересни показатели. Граѓаните во Македонија се свесни дека различни медиуми за ист настан различно известуваат. Да речеме некаде околу 62-3% беа свесни дека телевизиите за ист настан различно известуваат. Ист толков процент континуирано ги проверува информациите на повеќе од еден медиум. Или да речеме 74% отприлика не веруваа никогаш само на еден извор. Она што следува, вели Камењарова, е ваквиот критички однос да се преточи во конкретно дејствување против негативните појави во општеството. Феноменот на лажни вести, поврзани со последните претседателски избори во Соединетите Американски држави, освен што ја стави Македонија во фокусот заради велешките креатори, покажа и дека медиумската писменост е предизвик на секаде низ светот. Тоа е и лекција дека треба да се анализира кога се гласа на избори подеднакво добро како кога ќе се пие парацетамол.